Повторно сме во живо од градска болница, од предградска болница во Кочани, каде се укажува лекарска помош на ожалостени родители, роднини, присутни граѓани кои овде бараат информација повеќе за дел од децата кои синоќа се нашле во дискотеката, која изгоре од пожар околу 3:33 а во кој според неофицијалната информација има околу 51 загинато лице. Овде е местото каде се укажува помош, како што кажавме, на дел од роднините на децата, со неверување, оние кои изгубили некои велат дека нема шанси да е тоа, но за жал пристигнуваат во меѓувреме волонтери, доброволци, со секој помага во рамки на своите можности, се поставуваат чадори за да се заштитат од сонцето. Тука е полицијата, војската, телевизијски екипи. И навистина на траурна гледка, сите со телефоните во рака бараат информации повеќе. Навистина голема трагедија за Македонија. Најавена и пресконференција на министерот. Панче Тошковски. Овде го гледаме председателот на Црвен крст, секретарот поточно Саид Саити. Пристигаат нови екипи. Може ли да изјава од медиум нешто да кажеме основна информација што се е потребно? Ќе кажеме, да. Само да не сам. Добро. Еве обезбедивме изјава од генералниот секретар на Црвен крст. Тука со нас е генералниот секретар на Црвен крст, од кој ќе веќе побараме информација што е она што во моментот е потребно, имајќи предвид дека има многу повредени. Гледаме голем број на екипи тука пред градска болница Кочани, во сите болници каде се префрлени телата на оние кои се повредените поточно. Па добро, значи тука сме тековно од утринските најрани часови, значи Црвениот крст тука како што и гледате, значи се што можеме и се што припаѓа на нас во делот на оној систем за одговор на вакви ситуации го правиме. Од утринските часови значи добро се организиравме, мобилизиравме со екипи за прва помош, со екипи за психолошка прва помош. Секако делиме вода на граѓаните кои се тука пред болницата. Од Скопје сега донесовме значи постелнина, донесовме дополнителни количини на вода, донесовме неколку колички за потребите на болницата и секако дека остануваме тука да ги задоволуваме понатамошните потреби. Секоја ситуација која се наметнува, нели, дополнително ја решаваме, но секако сме нели дел на единствениот систем на државата и ги следиме инструкциите на повисоките органи, односно на надлежните во вакви ситуации. Ете, една изразиме така сочувство големо сочувство до сите семејства кои ги изгубија своите најмили, да им посакуваме брзо оздравување на тие кои нели за среќа се спасија, но во секој случај една трагедија која не потсетува дека нештата во системот веројатно треба да ги унапредиме, да ги подобриме за да ги превенираме ваквите состојби. Ова беше изјавата на господинот Саид Саити од Црвен крст на Македонија, кој опиша на кратко што во моментот работи организацијата во насока на техничка поддршка овде пред самите болници. Сето она што се случува, гледаме дека голем број на граѓани пристигаат, бараат информација повеќе. Тука еве го наоѓаме и господинот Благо Механчиски, кој исто така како собственик на аптека Зегин е вклучен. Гледаме овде ваши тимови со поддршка, помош, дали во медицински материјали, во
4 сата ги мобилизиравме сите аптекарки во Источна Македонија, од Штип до Берово. И тука неколку 110 души ги активиравме нашите работени со сите лекарства што ги имавме на лагер во самите апотеки кои беа потребни и онда самата трагична случка и сите беме припремени и однос до одвека. Видите, тука нашите се најприсутни, само едно да ви кажам. Запаметена трагедија. Да, иначе малку беме кај директорката, последна информација е некаде околу 51 се манипулира, такова, и доста има повредени, али ние треба да очекуваме секундарните последици од членовите на фамилиите, нивните блиски, другарки кои ќе имаат големи траумски последици. И тоа треба да се следи и од тој аспект ние стоиме како аптеки кои се најснабдени и кои се, мислам, од тој ред докажани како најхумани во такви ситуации и би даваме на располагање на сите здравствени установи и на сите фамилии бесплатно да ги подигаат сите потреби ако тип медикаменти. Да изразиме сочувство до семејствата на загиналите. Да, ние изразуваме сочувство, ја делиме, ве гледате, ние сме сите тука има моментално околу 70 вработени во нашите апотеки, се расподелени поделењата по пунктовето, дека е потребно лекови и да вака една пофалница во моментот се задоволени сите потреби, значи голем беше одзив, сите се, не е лесно, 50 и една жртва да имаш, ние сме војни имале, сме немале тоа. Затоа еден апел, една полка до сите инспекторски организации, попасија држава. Сите инспектори се продаваат за еден гебрек и тоа го гледам во Македонија, во Берово, тоа го гледам и секако. Како можат они да дозволат да се одбива на таква приредба непријавена, без да се изврши детален преглед на устоите, дали таа може да удоволи еден таков голем концерт да се одржи од над 1000 луѓе. Така да тука органите на програма треба малце повеќе да се занимаваат и да еднаш да стават крај на врските и на предизвицата. Доста е веќе, оти народот трпи, народ не може да го гледа тоа, бидејќи ние ги гласаме тие што не нас представуваше на рководот, ние даваме даноци, ние сме ланската година дали над 30 милиона евра даноци и ние бараме сите компетентни институции, авторитети во таа држава малку да го стават прстот на чело, сега не може така. Благодарам за овој изјава, еве да видиме уште малку каква е ситуацијата на терен. Како што кажавме, голем број на граѓани полека се сокриваат под сенката, бидејќи на ова топло време мора да издржат при нивните жалења до оние кои што синоќа присуствувале во дискотеката во Кочани, при тоа го изгубиле животот. До сите нив сочувствуваме со нив, да бидат силни ни патуваме порака во овој момент и до повредените да бидат стрпливи, оние родители да се очекаат најпрви да ги пронајдат имињата на своите деца, оние кои што ги бараат, а до сега немале информација. А ние ќе видиме тука најавена и пресконференција на министерот Анче Тошковски